студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. По 3 месеци обвинение за трагедијата во Кочани. За дел од осомничените нема да има процес. Уште еден договор за стратешко партнерство со Унгарија. Двете држави ја продолбачуваат со работката. Силјановска Давкова нема проблем да разговара и со премиерот на Бугарија. Вели дека ќе биде во Хаг и очекува диалог со Софија. Лицата со диабет бараат минимални критериуми за набавка на неопходните помагала. Ако нема слух, ќе одат на протест. Нападот на Израел врз Иран вовед во нова дестабилизација на Блискиот Исток. Во овие вести детали за обвинетите во случајот со трагедијата во Кочани, колку лица се опфатени. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Триесетчетири лица кривично ќе одговараат за трагедијата во Кочани, во која загинаа 62 лица. Обвинителството го подготви обвинителниот акт. Кој се е на списокот, за што се обвинети? Зоран Јаневски со деталите. Да, денеска јавното обвинителство информираше дека обвинителниот акт за пожарот во дискотеката во Кочани, кој што се случи пред точно 3 месеци, е поднесен до Кочанскиот суд. Според обвинението, на обвинителна клупа е предвидено да седнат 34 лица, иако со истрагата беа опфатени 47. За 13 мина е прекината постапката, бидејќи еден бил починат, еден се уште се наоѓал во тешка здравствена состојба, а за 11 мина не биле обезбедени доволно докази. Според обвинението, сите тие ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност, кривично дело кое се казнува со затвор од најмалку 3 години, меѓутоа горната граница не е предвидена, што значи дека може да биде и максимална до 20 години. На обвинителна клупа ќе седнат тројцата градоначалници кои што беа приведени во текот на истрагата, сопственикот на дискотеката, инспектори, меѓутоа и двајца министри за економија, иако нивните имиња не ги откриваат од јавното обвинителство. Сепак во јавноста е веќе познато дека на обвинителна клупа ќе седнат Крешник Бектеши и Валјон Сарачини. За останатите двајца министри не биле обезбедени доволно докази. Обвинителството денеска на пресконференција заедно со сите 12 на обвинители го презентираше обвинителниот акт поведен против 34 лица. Детално објаснуваше секој од обвинетите какви действија превзел или не превзел, со што придонеле да се случи трагедијата на 16 март годинава, кога загинаа 62 лица, околу 200 се повредени. Повеќе за обвинението и кој се ќе седне на обвинителната клупа гледаме во прилогот. 34 лица ќе седнат на обвинителна клупа за трагедијата во дискотеката Пулс. Јавното обвинителство сите ги гони за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението, секој од нив со своето постапување или непостапување низ годините придонеле за пожарот во кој животот го загубија 62 лица. Се започнало од сопственикот кој во 2012 почнал со градежни работи за реконструкција на објектот. Без никакви дозволи издадени од општината, се вградувале несоодветни запалливи материјали, немало елаборат за заштита од пожари, не биле исполнети ниту минималните технички услови, но објектот работел како ноќен клуб. Практично во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, носивоста и стабилноста на конструктивните елементи, бројот и големината на излезите за евакуација. Во незаконитата работа на Пулс помогнала и сопственичка на правно лице од Кочани, која изготвила елаборат за пренамена на објектот. Тоа пак не го проверил ниту еден од тројцата градежни инспектори на општината, а дека на локацијата не била предвидена дискотека според деталниот урбанистички план, иако биле должни, не интервенирале ниту тројцата градоначалници на Кочани. Со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност.
Со обвинението опфатени се и 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и раководителот на инспекцијската служба, бидејќи никогаш не спровеле инспекцијски надзор, не само за дискотеката во Кочани, туку за ниту една во државата. До нив на обвинителна клупа ќе седнат и 2 од 4 осомничени министри за економија, но нивните имиња обвинителството не ги открива. Еден државен секретар од економија пак ќе одговара за примање подкупи и фалсификување. Во 2 наврати од сопственикот на дискотеката зел околу 4000 евра за да издаде 2 фалсификат лиценци. Дел од парите биле уплатени на неговата лична сметка. Според обвинителството, со свесното пропуштање на своите обврски и надлежности, действијата се надоврзувале, па станало невозможно да се спречи трагедијата. Кобната ноќ во објектот била внесена и пиротехника, фонтаните биле активирани по безжичен пат, а лесно запалливиот таван од сунѓер придонел за експресно ширење на огнот. Заради лошо проектираните врати, било речиси невозможно навремено да се излезе од објектот. И свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата и на време да се спасат 62 млади животи. Во истрагата опфатени беа вкупно 47 лица, но за 13 е сопрена постапката. Еден починал во трагедијата, еден е се уште на лекување, а за 11 претходно осумничени, меѓу кои директорите на пазарниот инспекторат, не биле обезбедени докази. Со обвинението не е опфатен сопственикот на Агенцијата за обезбедување, кој неодамна беше приведен, бидејќи за него истрагата се уште трае. Од синоќа пак обвинителството, кое е задолжено да гони полициски службеници, истрагата ја прошири за уште 13 па бројот на осомничени се искачи на вкупно 27. Истрагата и за нив се уште трае. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази. Од обвинителството не ја исклучуваат можноста за проширување на истрагата и со други лица. Сметаат дека бројот од 34 обвинети не е проблем за водење на судската постапка, бидејќи и во минатото имало случаи со сличен број лица кои седат на обвинителна клупа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Опозицијата пак бара да одговараат и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, но и директорот на БЈБ. Сметаат дека јавноста мора да знае кој ја кочел истрагата и кој ги штител виновните. СДСМ го поздравува проширувањето на истрагата за Кочани, но обвинува дека се реагирало доцна. Од опозицијската партија обвинуваат за уништување на докази и бараат политичка и кривична одговорност од премиерот, министерот Тошковски и директорот на Бирото за јавна безбедност. Колку докази се уништени додека власта ја блокираше правдата? Колку одговорни лица ќе успеат да избегнат казната поради 4-месечното прикривање? СДСМ бара целосна одговорност од сите инволвирани, институционална, кривична и политичка. Јавноста мора да знае кој ја кочеше истрагата, кој ги штитеше виновниците и кој со молк и лаги учествуваше во прикривањето на една од најголемите трагедии во поновата историја на нашата Македонија. Без одговорност за Јанев, Тошковски и Мицковски нема целосна правда. А правда за Кочани мора да има. Полициски извори за Сител велат дека вчерашното приведување на 13 полициски службеници е резултат токму на истрагата на внатрешната контрола на МВР која завршила пред 1 месец, а сите документи уште тогаш му биле предадени на обвинителството. Од владеачката ВМРО ДПМН е денеска велат дека од одговорност нема да побегне никој, без разлика на политичката припадност. Но опозицијата и порачаа да не манипулира дека извршила било каков притисок за нови приведувања. Постапување по доказите од МВР, откако истите се предадени и преземање на било какви действија е обврска единствено на јавното обвинителство. Колку е сериозен обемот на документацијата, покажува и фактот дека во овој случај се опфатени над 60 лица, од министри, преку МВР, институциите, бизнисмени, градоначалници, секој еден кој можел да има вина.
А сега да прашаме, колку лица беа опфатени во истрагата за модуларната болница? 0. Колку беа во Бесатранс и Ласкарци? 0. Сега, тоа е разликата од МВР сега и од МВР кога СДС беше на власт. Обвинителството вчера информираше дека привело 13 полициски службеници кои биле на должност на денот на пожарот. Меѓу приведените е началникот на Крим полицијата, сменоводителот и началникот на Кочанската полиција, началникот за економски криминал во полициската станица во Кочани, како и полицаец кој бил на смена вечерта за време на несреќата. За нив обвинителството не бара притвор, туку полесни мерки за обезбедување. Александар Спасовски, Сител телевизија. Уште еден договор за стратешко партнерство со Унгарија. Двете држави ја продолбачуваат соработката. Силјановска Давкова нема проблем да разговара и со премиерот. Вели ќе биде во Хаг и очекува диалог со Софија. Македонија подпишала уште еден договор за стратешко партнерство со Унгарија. Денеска во Скопје шефовите на дипломатиите на двете држави најавија продлабочување на стратешката соработка во неколку сектори. Министрите за надворешни работи на Македонија и Унгарија подпишаа договор за стратешка соработка меѓу двете влади. Големи унгарски компании ќе се вклучат во значајни проекти во земјава, особено во сообраќајето, телекомуникациите и градежништвото, најави унгарскиот министер Сијарто. Големи унгарски предпријатија ќе учествуваат во проектите на големите проекти во областа на сообраќајот, телекомуникациите и градежништво во Македонија, и тоа за нас дава огромни можности, пружа огромни можности, и технолошката подготвеност на овие предпријатија можат во голема мерка да придонесат за изградба на пруги, на телекомуникации, на полето на дигитализација во Северна Македонија и воопшто модернизацијата на Северна Македонија. Унгарија е еден од 10 најголеми трговски партнери на Македонија и меѓу водечките странски инвеститори, нагласи министерот Муцунски. Тоа според него е стабилна основа за уште поголемо економско поврзување. Во делот на надворешната трговија воспоставивме продуктивна соработка со унгарското министерство, од кој очекуваме конкретни резултати. Унгарија е меѓу првите 10 најголеми трговски партнери на нашата земја и еден од водечките странски инвеститори, што представува повеќе од цврста основа за натамошно економско поврзување. Како партнери и сојузници во НАТО продолжуваме да градиме отворена, искрена и стратешки ориентирана соработка. Убеден сум дека оваа позитивна динамика ќе биде дополнително афирмирана на престојниот 76-ти самит на Алијансата, од кој очекуваме јасна насока и одговори за справување со новите безбедносни предизвици, но и со нарушената европска безбедносна архитектура. На денешната средба се разговарало и за континуираната поддршка од Унгарија за нашите европски аспирации. Унгарија останува еден од најгласните и најпосветените поддржувачи на европската перспектива на целиот регион на Западниот Балкан. Тоа го докажа за време на нејзиното председавање со Советот на Европската Унија и тоа го потврдува и денес. Искрено сме благодарни за таа принципиелна и доследна поддршка, особено во контекст на нашите очекувања за напредок во процесот на пристапување кон Европската Унија. Западноевропските држави, кога зборуваат за проширувањето, ве измамуваат, бидејќи веќе некои од овие држави од Западниот Балкан чекаат на прием повеќе од 15 години. Ние во Унгарија сметаме како неприфатливо да додека Брисел Украина сака екстра брзо да ја прими во Европска Унија. Во тоа време многу по-развиените, многу по-подготвени држави и кои се во многу подобра општа состојба од Западниот Балкан, нивното зачинување се постојано попречува и отежнува. Унгарскиот министер за надворешни и македонската министерка за образование подпишаа меморандум со кој годишно по 20 студенти од Македонија ќе може да добијат стипендии за да студираат во Унгарија.
Приоритет ќе имаат студенти во областа на наука, технологија, инженерство и математика, како и медицински и здравствени науки и земјоделие. Студентите ќе имаат платена школарина, сместување во студентски домови или средства за покривање на трошоците за сместување, право на здравствени услуги, како и месечен надоместок за покривање на основните трошоци. Утро во Сијарто се сретна и со вице-премиерот и министер за транспорт. На средбата Николовски го поздрави договорот за стратешка соработка меѓу владите на Македонија и Унгарија. Овој стратешки договор со Унгарија е многу значаен во време на огромни политички и економски предизвици за Македонија. Партнерството носи само бенефит, а соработката со Унгарија никогаш не била на повисоко ниво. Договорот дополнително ќе ни донесе нови проекти во инфраструктурата и верувам дека оваа соработка што ја имаме со Унгарија ќе ја продлабочуваме во периодот што следи, истакна посредбата вице-премиерот Николовски. Мартин Арсов, Сител телевизија. Председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова вели дека нема проблем на самитот на НАТО во Хаг да разговара и со бугарскиот премиер, ако не допатува Радев. Вели дека ќе биде во Хаг и дека е подготвена за каква било средба. Видете, не сме предложиле ние на господинот Желјасков за да биде потврдено. Туку, веројатно, тоа е нешто што ако е предложено од европска страна, значи од председателот на Европскиот совет, тогаш оттамо треба да дојде. Тоа. Инаку јас сум спремна за разговор со господинот Радев. Неколку пати сме се виделе. Тој ги знае моите ставови, нашите, национални ставови. Ги знае и господинот Антонио Кошта, ги знаат и останатите. Значи, јас секогаш велам дека може да дојде време да дојде до израз европската креативност. Министерството за правда подготвило 5 од 8 закони од првиот пакет закони од реформската агенда. Министерот Филков вели дека се прават напори недоследно до 23 месецов истите да влезат во собраниска процедура. Во пакетот 8 закони со рок за носење до јуни годинава, 4 се доставени до владата и се во скратена постапка. Закон за платите на судиите, јавните обвинители, членовите на судскиот совет и законот за платите на членовите на советот на јавни обвинители. Петиот закон за судски совет е подготвен и доставен на мислење на Венецијанската комисија и е објавен на ЕНЕР. Денеска беше одржан настан каде што Министерството за правда ги информира новинарите за сите тековни активности на Министерството, за сите закони кои што досега се во владина процедура, кои што се дел од реформската агенда и за сите оние закони кои што се во тек и кои што се со рок до јуни, но и за оние кои што се со рок до декември. Исто разговаравме и за сите оние закони кои што не се дел од реформската агенда, а се веќе готови или се во финална фаза на подготовка пред објавување на ЕНЕР. Видете, прашањето за Бадентер не се однесува само на правда. Јас се надевам дека сите политички партии кои што се активни чинители на општествениот живот во Македонија се свесни дека не смеат да ги кочат законите кои што се носат во интерес на граѓаните и ќе бидат свесни дека со тоа прават штета на еден сериозен процес. Лицата со дијабет бараат минимални критериуми за набавка на неопходните помагала. Ако нема слух, ќе одат на протест. Државата затвори над 200 интернет кладилници. Сојузот на Сдружение на лица со дијабет бараат минимални критериуми за набавка на неопходните помагала. Во спротивно најавуваат протести. Ќе го запознаат и новиот министер со веќе доставените барања до Министерството од пред 3 месеци. Сајана Димитровска. Минимум критериуми за набавка на глукомери, ленти и сензори. Или лицата со дијабет ќе излезат на протести. Појавно упатените прашања до новиот министер за здравство за политиките на одлучување и немање на доволно количини на терапија. Денеска Азира Лиу ги повика на средба за да ги слушнел нивните проблеми и барања. Доколку Министерството остане владата, останат нови за нашите барања и не успеат да спомнат цели годинава да сменат дел да променат начините на набавка и достапност на модерна современи помагала,
и за квалитетно менаџирање дијабетесот, нас веќе ништо друго не останало освен улицата да испаднеме за да го изразиме нашиот став дека после 6 години, веќе вчера Комисијата за заштита од конкурентност почна и други институции, ние долго време кажуваме дека работат, дека секој излезе на виделина, само што ние изгубивме многу време, изгубивме дел од нашето здравје. Зошто не се реализира наводно за 30% изголемената количина по новиот тендер за достава на терапија? Зошто нема Оземпик за новите пациенти кои се ставени на листата? Се само дел од јавните барања на лицата со дијабет до Министерот за здравство. Изминатиот период Сдруженијето неколку пати алармираше и апелираше дека за квалитетна контрола на дијабетот мора да имаат и квалитетни помагала. Во спротивно, компликациите се сериозни и значат чести посети на лекари и хоспитализации. Сања Димитровска, Сител телевизија. Државата блокираше над 200 онлайн коцкарници. Граѓаните, ако се уште имаат средства на некоја од страниците за игри на среќа, надлежните им порачуваат да ги повлечат, бидејќи акцијата за блокирање ќе продолжи. За помалку од 2 месеци владата блокираше вкупно 226 онлайн коцкарници. Вице-премиерот Меджити денеска соопшти дека оваа бројка не е конечна. Им порача на граѓаните кои се уште имаат средства на некоја страница за игри на среќа да си ги повлечат парите што побрзо, бидејќи властите работат на мапирање на сите останати кои нелегално циркулираат во државата. 226 не е само бројка. Ова е директен удар во една криминална мрежа која со години беше толерирана и заштитена од структури тесно поврзани со претходната власт. За жал, една политичка партија која денес се представува како чувар на правата и достоинствениот живот на албанците беше главен спонзор на коцкањето. Меѓу другото, Меджити им порача на младите да не се коцкаат, потенцирајќи го фактот дека владата не е сојузник на, како што рече, казино мафијата. Сакам да ги повикам сите граѓани, особено младите. Не станувајте жртви на измамнички мејлови, не се играјте веќе со вашата судбина на нелегални платформи. Ако имате депонирани средства на тие страници, повлечете ги што е можно поскоро. Државата действува и тие платформи нема да постојат повеќе. Новиот закон за игри на среќа, кој е во финална фаза од неговата подготовка, ќе биде од 50 до 70% поригорозен од сегашниот. Според најавите на властите, со неговото стапување на сила, ќе се затворат повеќе малски обложувалници и казина. Габриела Лискова, Сител телевизија. Заврши реконструкцијата на магистралниот пат од Охрид до Светинаум. Градежните активности на оваа главна туристичка сообраќајна делница почна во август 2023. Нина Ритоновска. Пуштен во употреба реконструираниот магистрален пат Охрид-Светинаум со инвестиција од 11,7 милиони евра во должина од 24,3 километри, непосредно пред почетокот на летната туристичка сезона. Испраќаме силна и јасна порака. Македонија се гради без многу врева, без партиски бизнес спектакли, со план, визија и многу работа, истакна премиерот Христијан Мицкоски од Охрид. Но ова денес не е само пуштање на пат. Ова е уште една потврда за определбата на владата. Да се гради без многу врева, без партиски и бизнес спектакли, со план, со јасна визија и многу работа. Во моментов, паралелно се градат неколку клучни патни правци. Автопатот Тичево-Охрид силно се забрзува. Делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани се активни, а се работи и на подготовка за градба на делницата Букојчани-Кичево. Тоа значи дека целосно го затвораме автопатниот прстен во Западна Македонија и тука не застануваме. Вице-премиерот Николовски потенцира дека овој пат не бил реконструиран ни чепнат на одредени делници од годините кога за прв пат бил правен. Овој пат практично не беше реконструиран, не беше чепнат на одредени делници од годините кога прв пат бил правен, кога во поранешната држава генералот Карангелевски практично го пробивал овој пат. Од тогаш до реконструкцијата не беше чепнат најголем дел од патот, еве го сега завршен, реконструиран и, како што кажав,
во можност да помогне на туристите и на жителите полесно да комуницираат. Со овој модерен пат полесно и побрзо ќе можат да стигнат луѓето кои што живеат на овој дел од озерото, но исто така и туристите ќе можат многу полесно да комуницираат. Веќе ова е исклучително важна делница, веќе представува патна врска меѓународна со Република Албанија. Исто така е пат кој што возможува многу полесен и подобар пристап до комплексот Свети Наум. Реконструираната, проширена и партерно уредена делница Охрид Свети Наум отвора нови хоризонти за охридскиот туризам. Новиот пат значи побезбеден пристап на туристите од и кон Охрид и плажите долж ривиерата. Со реконструкцијата на оваа главна туристичка сообраќајна делница која започна во август 2023 се подигнува безбедноста во сообраќајот од Охрид до Свети Наум, но исто така овој магистрален пат има и регионално значење, бидејќи представува патна врска со Република Албанија. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Доделени наградите Војдан Чернодрински, Дарко Штарговски. Наградата за уметничко остварување на представата во целина со мнозинство гласови. Годинава на 59-тиот Војдан Чернодрински се додели на ансамблот на МНТ за представата 12. Оваа представа ја освои специјалната награда за колективна актерска игра. Одлуката ја донесе жири комисијата во состав Лилија Абаджиева како председател и членовите Иван Меденица и Нела Оташевиќ. За мен 12 е исклучително актьорско достижение на всеки един актьор от екипа. За мен и до днес, независимо от така дългогодишния ми опит на изследване на човешкото в човека през играта театър, актьорът си остава най-голямата загадка, най-голямата тайна и най-голямото чудо. За дел од жирито Македонскиот театар, според оно што можеле да го видат, бил во криза. Би за следеći 60. jubilej trebalo da postavi ključno pitanje gde se danas nalazi makedonsko pozorište. Ja mislim da je u krizi. Na osnovu ovoga što smo videli, mislim da je u krizi stvaralačkoj. Evo jedan mali juicy thing, kada smo došli do najbolje predstave, imali smo 3 predloga od 3 članova žirija. Наградата пак од публиката ја понесе представата Слепци на Турскиот театар и тоа со просечна оценка 5, како и наградата за млад актер. Дур се спрема представата, дур траат пробите и цело време викаме, види, се е окей, имаме публика и во Скопје и секаде во Македонија, ама во прилепската публика не е посебно. И тоа ќе остане увек така. Публиката вчера некако како да ја прими таа наша порака, многу силно, мислам, прилепската публика е магична. Многу убава ја наградува представата, ги наградува актерите и некако како уште еден актер е во ансамблот и не храни и многу е лесно да се игра пред таква публика. Представата Слепци ја доби наградата за режија со мнозинство гласови, која што ја понесе режисерот Кендри Мирјани. За Сител Дарко Штарговски. Зошто пропадна идејата за една изборна единица, за позициите на либералите и европската интеграција на државата, ЛДП меѓу власта и опозицијата, локалните избори како предизвик. Тема на денот со Моника Зајкова, председателка на ЛДП. Ескалираат состојбите